Вистина е дека традиционалните телефонски повици повеќе не се меѓу најпопуларните начини за комуникација на тинејџерите. Многу млади луѓе сметаат дека да му се јавите некому е непријатно, што го потврдува и анкета спроведена во Австралија, каде што 42% од генерацијата Z сакаат да ги избегнат ваквите повици. Вистина е дека наместо класични повици, тинејџерите се одлучуваат за видео повици и гласовни пораки за да останат во контакт со пријателите и семејството. Вистина е дека иако телефонските повици повеќе не се кул, според извештајот на Snapchat, вкупното време што младите го поминуваат во разговори преку гласовни и видео повици се зголемува. Корисниците на Snapchat од генерацијата Z и миленијалците секојдневно трошат повеќе од 1,7 милијарди минути на ваква комуникација, што е за 30% повеќе од лани. Вистина е дека бројот на гласовни пораки расте. Само во САД, во првите 3 месеци од 2025 година се испратени над 2,5 милијарди гласовни пораки, што е значителен пораст во споредба со претходната година. Вистина е дека експертите истакнуваат дека ваквата флексибилност овозможува младите да комуницираат на начин кој им одговара најмногу, што придонесува за посилни и поприродни врски. Гласовните пораки и видеоразговорите помагаат подобро да се изразат мислите и емоциите, носат дополнителна лична димензија и можат да го намалат чувството на осаменост кое денес е многу често кај младите луѓе. Вистина е дека постои и друга страна на оваа приказна. Некои експерти предупредуваат дека избегнувањето на традиционалните телефонски разговори и прекумерната употреба на технологијата може да ја зголеми социјалната анксиозност кај тинејџерите. Вистина е дека многу млади денес избегнуваат да извршат едноставни задачи сами, како што е закажувањето лекарски преглед, токму поради непријатноста од комуникацијата со непознати. Вистина е дека родителите можат да помогнат со тоа што ќе ги охрабрат децата да продолжат да ги развиваат своите вештини за директна комуникација, преку телефон или лице в лице. Вистина е дека ваквиот начин на разговор гради подобри односи, ја поттикнува емпатијата и активно слушање, како и препознавање невербални знаци кои често се губат при пишана или снимена комуникација. Вистина е дека и намалувањето на времето пред екрани има голем бенефит за целокупната психичка благосостојба на децата. Вистина е дека иако видеоповиците и гласовните пораки се интересни и модерни, младите треба да бидат охрабрени повремено да користат традиционални телефонски повици и да се дружат во живо што е можно почесто. Вистина е дека ова придонесува за подобра емоционална поврзаност и здрав социјален развој.